Добро утро. Ке почнам со она што почна Симона. Навистина разденето некако во 7 часот, некако констатиравме дека се уште веројатно од облачноста не беше доволно разденето. Разден е денот, раздвижен, веќе познат скопскиот сообраќај, морам сега да кажам, хаос, бидејќи навистина ако се движевме од јавното предпријатие Водовод и канализација тука до транспортниот центар, тука се наоѓа, навистина ни треба можеби некои 15 на минути, затоа внимавајте како тргнувате од дома за да стасате до посакуваната дестинација, навистина ќе ви треба повеќе време. Нема да должам многу, навистина се ближи февруари, веќе ќе почнат хуманитарни акции Подај рака 2022. Наш постојан соговорник и навистина еден голем хуманист, Дејан Петанчевски. Добро утро. Добро утро до сите гледачи на Македонска телевизија, до ТВ-вете. Благодарам за поканата. Како што напомена, месец февруари ден на хуманоста. Хуманитарната организација од 1 февруар започнува со најголемата акција во месец февруар, која што се надевам ќе трае и понатаму, обезбедување на топол оброк за сите социјално ранливи категории и деца со посебни потреби. Добро, тоа е нешто што навистина најмногу сте сконцентрирани, меѓутоа имате и други активности, можеби е рано да се зборува, меѓутоа знам дека полека, но сигурно ќе се активирате и за матурските, за предходно можеби и за Великден, ај некако во континуитет барем за овие поглавните активности. Вака сега, точно така бети, како што и знаеме и лани, бевме доста активни за матурските вечери. Исто така планираме на голема акција за по повод христијанскиот празник Великден, каде што се надевам дека ќе успееме да обезбедиме доволно количина на јајца да поделиме на социјално ранливи категории граѓани и дечиња со посебни потреби. Исто така, средината на месец февруари започнува една нова акција во соработка со организацијата Сироци на Република Македонија. Тоа е отварање на дневен центар, каде што ќе бидат згрижени доста дечиња кои што се по улици, меѓутоа правиме напори да биде и за повозрастните лица со посебни потреби кои што се оставени сами на себе по смртта на нивните. Каде ќе биде тој дневен центар? Како се планира? Се уште бркаме локации. Така. Ова е добро. Еве повик до сите градоначалници, доколку имат некој слободен простор, да не исконтактираат. Познати се броевите 078-326-382, со тоа што се уште не знаеме каде точно ќе биде локацијата, меѓутоа се надевам дека за брзо време и тоа ќе го. Добро, бидејќи споменавте ќе бидете во комуникација со градоначалниците, тоа може и на неколку локации, па да биде и подобро, затоа што навистина во големе градот. Се трудиме да биде на повеќе места да има такви центри, каде што со помош на градоначалниците и на самата држава се надевам дека ќе почне да функционира конечно во Македонија. Оние лица кои за жал се оставени на улицата и се оставени на завод на времето да се активираат, каде што ќе има работилници, едукативни програми и Добро, мораме да споменеме дека и Црвениот крст на големо се грижи и имаат отворено така центар, да. Меѓутоа ме интересира, имате ли некоја бројка навистина за растечки ли е број, сакам да прашам на деца сирачиња и навистина на оние бездомници каде што им е потребен топол дом? За сега не имаме точна бројка. Добро. Нонстоп сме во комуникација со Центарот за социјална работа на Република Македонија и се надевам дека конечно до она стартување на оваа според мене најголема акција во Македонија
ќе добиеме точен број на лица кои што се социјално загрозени и кои што немаат услови, да им понудиме место каде што ќе се дружат, играат и креативни работеници ќе се Да, одлично, вие поздравувам идејата, навистина при првото формирање можеме и тогаш навистина и ние како медиум да се вклучиме во таа хуманитарна акција. Точно. Кои се оние донаторски броеви кои што постојано се важни Да, и каде што навистина во еве да биде тек се еден донаторските броеви на нашата хуманитарна организација, тоа се за преплатници на T-Mobile 143-434, за преплатниците на 143-600. Добро. Значи, уште еднаш би сакала Па уште една сакам да апелирам, еве ги донаторските броеви, да секој кој што може да донира, не донира на некое место, туку донира за децата со посебни на оние што им е потреби. најмногу Да. потребно. Навистина, две големи акции имате во февруари. Значи, ќе повториме акцијата за собирање топол оброк, за навистина Да. на оние што им е најмногу потребно. Како ви е организирано? Вака сега, тоа е организирано на следниот начин. Ние како хуманитарна организација се обраќаме до сите познати ресторани сендвичари, кои што до сега ни искача во пресет со определен број Така. на оброци и еве уште еднаш ќе апелирам. Значи почетокот негде на акцијата планираме да биде 1 февруари, меѓутоа све зависи од бројот на донатори, колку ќе се собере храна и да ја поделиме на бездомните лица и децата со посебни Да, потреби. добро, има време. Верувам дека ќе се собере, ќе бидат сите хумани, Се надеваме и ние како дека што било ќе и има. досега. Да, Така. да. Дејан, ти благодарам за директното вклучување. Постојано се дружиме со тебе со единствена цел да ги информираме граѓаните, да упатиме апел до оние што е најмногу потребно, да видим навистина да бидеме хумани заеднички сите. Така е, бети, и уште еднаш ќе апелирам до сите граѓани кои се во можност. Нека донираат на бројот, со собраните средства ќе купиме, ако не најдеме доволно донатори, ќе обезбедиме ние храна. Така, ти благодарам уште еднаш за јавувањето во Блиската Благодарам програма. и имате убав работен ден. Благодарам многу.